Сегашната моменталната ситуација во културата говори за целосно погазување на колективниот договор и целосно погазување на правата на културните работници. И во интервју на министерот Љутков го слушнавме како кажа, без срам, за колективниот договор за култура, дека е незаконски, а тоа е директен напад врз правата и достоинството на сите културни работници во државата. Колективниот договор не е проблем. Колективниот договор е потреба за работниците и представува законска обврска. Да подсетиме дека договорот е резултат на борба на работниците, на диалог, но и на праведна политика, во време кога СДСМ беше на власт и во време кога платите во културата беа покачени, а се исплаќаа навремено, се исплаќаа редовно и со почитување на сите права на вработените. Денес, за жал, културните работници се без плата за месец март и празниците ги поминаа така, не се почитуваат договорените услови, нема покачени плати, а при тоа никој гледаме дека не понесе одговорност од Министерството за култура. Ова не е грешка, да напоменеме, ова е последица на неспособност, ова е последица на расипничко трошење и целосно потврлање на Министерот за култура и владата на ДПМН. Еве сега го прашуваме министерот Љутков, дали овој напад врз колективниот договор е подготовка за ново кратење на правата на вработените во културата и тоа по партиски терк. Љутков најмалку што може да направи е да излезе и да им се извини на сите културни работници, на неговите колеги, за неговата неспособност, затоа што неговата неспособност не е никакво оправдување. Затоа СДСМ бара целосна исплата на мртовската плата, покачена според колективниот договор за културните работници и негово целосно почитување. Изговори не сме да има. Културните работници заслужуваат да бидат исплатени и секако заслужуваат да бидат почитувани. Дали имаме други прашања? Ви благодарам.